Добро дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечерова мој гостин да биде новинарот и уредник Драган Павлович Латас. Добро дојде. Добро вечер за тебе и гледачите на ОВ. Латас, пред неколку часа председателот на СДСМ Венко Филипче одржа пресконференција на која што укажа дека сватиле дека треба да отворат широк фронт на опозицијата за битка со оваа власт која што е во моментов. Дали всушност со ова што го кажа, тој вели потребен ни е многу поширок, посилен и поорганизиран фронт, тоа е една од лекциите кои што ги научиле за време на овие локални избори и бил сигурен дека тоа ќе го спроведе во периодот што следува. Дали со овој широк фронт широко ја отвара вратата всушност за Апасиев и левица? Дали кажа догледно време што значи? Не. Не. Добро. Така, следниот период, да. Тоа е битно за структурирање на неговата изјава и за коментирање на истата. Па добро, они и до сега беа во широка коалиција. Дефинитивно, да. Прво СДСМ не е веќе партија, он е веќе широка коалиција на нивните невладени соросудни организации кои ја водат партијата. Венко Филипче, кој е заграничен представник на Зоран Заев, бидејќи Зоран Заев е врзан за Дубај, тој е заграничен или надвор од границата. Задграничен комитет. Да, е нешто такво. Одбор се кај СДСМ. Внатре во ова раководство на СДСМ, зборам за сите три нивоа, председателство и како им се вика на нив тоа одборот извршен. Так. Многу малци има изворни и угледни членови од Социјалдемократскиот сојуз. Тоа е собрано што се можело, пријатели, роднини и така дале. Шуто и рогато би рекол Заев, така. Да. Они до толку немаат луѓе што нема ни аселни кандидати во Скопје за градоначалници. Граѓаните можеби не забележава, наша работа е да забележиме дека никаква комуникација немаше помеѓу нивниот единствен победник за градоначалник во цела Македонија, говорам како поголема општина со поголема моќ, буџет и граѓани во самата општина. Значи, он со Горан не контактираше. Се представи како надпартиски на крајот, сфати дека нешто има нешто во СДСМ, тој велеше дека не е баш. Па да не е различен од нив, веројатно ќе изгубеше. Така. Значи, нивниот кандидат формално во центар кој победи не доби ни честитка, ни беше поканет на пресконференцијата, ниту пак од раководството на партијата беа во центар за да тоа го направат како заедничка промоција, па и славија во рамките на таа општина. Значи, човекот беше оставен сам. Не можеме да сметаме дали фактички припаѓа на СДСМ, формално да, бидејќи ја видовме таа слика каде што едни од други се дистанцираат. Така да е прашање дали СДСМ ја освоила таа општина или самиот кандидат во суштина е победник. А од друга страна го имаме Знам, кој честиташе на својот кандидат, иако загубил, што значи дека партијата стоела позади него, што значи дека може да смета во иднина на него, затоа што тој е сепак капитал стекнат на јавната сцена и тоа без никаква промоција. Човекот дојде пред 2 месеца, го видовме за прв пат во јавноста. Така, Лабудовиќ, да. Да, Лабудовиќ, и треба да се го чуваат и да го доградуваат и него, и неговиот статус за воиднина. Значи, тоа го расчистивме. Горан Герасимовски нема ништо заедничко со СДСМ, може би има партиска книжка во самата партија, но функционално тешко. Сега, тие ги повикуваат сите други, дајте да се обединиме против оваа власт. Тие на изборите веќе се обединија. И со Левица беа заедно, и со ДУИ беа заедно. Амар Мециновиќ е најдобриот пример дека Левица веќе не е политичка девица, 30.000 гласа на конто добија, оние 27-8 на Шукова, плюс Амар точната бројка се добива на купниот. Не ти треба да докажуваш нешто што е очигледно. Тоа и во правото е така. Да. Очигледна вистина не бара докажување. Значи, они веќе беа во коалиција и со ДУИ и со Левица. Од таа коалиција излегува, како што излегува, да Левица има поише гласови од нив. Што значи дека коалицијата, како што Филипче ја најава, може само да ги дотеп. СДСМ не функционира како партија. Тие треба да викнат луѓе кои знаат како се организира партија, како се организира однос на партија кон јавност, однос на партија кон гласачи, избор и ставање приоритети на теми кои треба да се одработат, луѓе кои тоа треба да го спроведат. Како да ви кажам, као фудбалски клуб пропаднат, да дојде некој сега да го купи условно
и да почне да го гради од нула, а да го земе само името кое е славно. Стадионот го имаат, Бихачка. Имаат само стадион и име, друго ништо немаат. Значи, прво, во СДСМ, во самата партија, владеат од надвор. Владеат соросоидите. И Заев. Интересна комбинација, многу чудна комбинација, па не е затоа не интересна. функционира очигледно. Таа е констатирана и создадена за време на шарената револуција. Многу пари влегува во Македонија странство, многу пари Заев донесе како градоначалник на општина Струмица. Во моето интервју последно, пред да стане премиер на Сител, кој има милион прегледи за Македонија на видеото, и тоа само на еден канал, на главниот на Сител има милион, ја се изнесо шемата како се изнесени за целиот негов мандат 20 милиона евра надвор од општина Струмица преко неговите фамилии. 20 милиона. Ставено по ставки, фирми, собственик, датуми и така дали. Сето тоа, за жал, се покажа како точно. Подобро ќе беше јас да сум грешил, а да имавме поинаква пракса, него јас да бидам во право, да ми се вака погали суетата, а потоа да испаштаме сите заедно едно 7-8 години. Она за кое што те куде, оние полтроните, каде беа? Па не, затоа следеа и кривични пријави, затоа следеа после се друго што следеше. Но еве јас тоа го издржав на нозив, што сум на своја функција, уште сум при свој памет и слободен, за разлика од Зоран Заев, кој не е ни слободен, кој не е ни на функција, кој не е ни при своја памет, бидејќи не знае што ќе биде со него утре. И неговата поблиска или подалечна фамилија што учествувала во сите тие действија кои тој ги има. Нема се да само партија, сакам да кажам. Најдобро би било да дојдат луѓе платени. Имаат они фондови, што украдено од порано, што кај Заев сочувано, да дојдат луѓе и да ги платат. Да професионално, година до 2, ја преформираат партијата, ја реорганизираат и потоа да се повлечат кога партијата веќе ќе има партиска конструкција и своја идеологија. Едно ребрендирање предлагаш? Па има луѓе кои создавање на идеологија на партијата им работа. Која што сега нема, Професија име, значи може да го создадат. Нема друг начин. Ако направиш ти сега некаква кохезија на пола од сегашниве, пола од оние што порано биле и го создавале СДСМ сепак како голема партија, само ќе има кавги у средина. Трвења. Кај се парите, јали ќе те перам, ти тоа си ја направил белјата, сега треба да делим одговорности и такви ствари. Тама е многу сложено, така да ја мислам уште долг период таму ќе остане само стадионот, односно големата... Што го наследи од комунистите, меѓу друго. И ќе остане името. Сега, за оние луѓе кои од СДСМ, особено од левица, споменјат Бела палата, ВМРО, лево, десно, да ги подсетиме дека зградата во која е СДСМ е земена од државата. Поклон. Сојузот на комунистите. Поклон, не, Сојуз на комунисти беше... Се прогласија за наследници на партијата. Сека беше во владата. Не, тие добија нова, тие добија зграда на поклон, на подарок, како сакаш да ти кажам. Како што ЗНМ доби кафана, канцеларии од државата на поклон, а ние во Македонската асоциација на новинари не сме добили од државата ништо. Тоа е разликата, тоа е матрицата на која работат тие, тоа е матрицата на која работиме сите ние други. Како што на времето А1 телевизија контра Сител добиваше милионски пари во евра, во тогашни долари од Сорос фондовите, нивните новинари добиваа плати од тој извор, добиваа техника од тој извор и така дале, а ние моравме Сител да го правиме од нула. И работевме за колку што тоа е разликата која ќе ставиш цртата на овие кои се товени од некои странски пари и од домашни пари кои завршуваат само кај нив, и сите ние кои сме се бореле на пазар за секој динар, за секоја минута на телевизија, за секој еден од принтан примерок на весникот и така дали. Или замислете, сега државата го имаме Тинекс, кој мислам дека е единствен од поголемиве кој прв почна од поголемиве наши маркети, сега да дојде државата и да рече му давам на твојот конкурент 60 дуќани, му давам донации за платите на му бидат наместо 300, 600 и така дали, и така дали. И сега ти како ќе се тркаш на пазар? Конкуренција. Така е. Тоа го прави СДСМ. Тие ги загубија фондовите, ги загубија странските пари во одреден дел, загубија ориентација, немаат политика и сега бараат поддржете не. Самиот факт
што СДСМ бара поддршка од ДУИ и од левица, значи дека се слаби. Дека се слаби. Маливе треба да повикаат на обединување. Бидејќи се мали. Јас сум голем и можем да ве сослушам што барате вие за да се обединиме, што тоа треба ја да ви дам као голем на вас кои сте мали, за да утре бидеме исти насталов како коалиција. Обратна е логиката. Мислиш дека левица ќе се навлеча, дека ќе паднат на финтата и ќе влезат во коалиција? Не. Левица, се до толку... не. Левица прво не е организирана како партија, организирана е како секта, во која постои еден човек кој диктира. Па има еден филм, мислам дека се вика Мастер, како се правени саентолозите. И ако го гледам него, го пресликувам тука и тоа е левица. Нема идеологија, нема ништо. Овој издава задачи, овој дава смерници, овој дава идеи, овој пазари, овој зима пари, кај каже кај кого ќе се платит и така дале. Пази, има една добра изјава после изборите, ако ја следиш левица, ја следам, и доволно сум си значител книги, изнагледал филмови и поминал време со искусни политичари за да знам да фаќам ниски фреквенции, он вика вака: Амар до сега беше војник, од денеска е специјалец. Точка. И се Амар мисли дека, пази богати, он од денеска е специјалец, мислам, и он се насмевнува, така, малски. За специјалец не треба факултет? Ке дојме до тоа. Так. Што прави у тој момент неговиот шеф? Има до себе лик за кој гласале 60.000 луѓе у Скопје. Од СДС биле повеќе, тоа не е битно, 60.000 стои у неговата биографија, така? Он се плаши од него. Така. Он веќе се плаши од него. И он не му вика: од денеска ти од војник стануваш офицер, Така. Генерал. него си остануваш војник. Ама специјалец, да. ама специјалец, Така, да. Значи, држи се на дистанца од фотелјава, Да. што е твое ќе видиме, тераме дале. Разводник или десетар, не можеш да бидеш капетан никаков или чин не му генерал, дава. да Не, ти ќе се останеш војник, ама специјалец. Кога добро ќе ги видиш тие ниските фреквенции, ќе сватиш дека ова има страв. Он се плаши од сите. Он се плаши од сите околу него и затоа не дозволува никој во јавноста да добие некој поен кој може на него да го загрози. Неговиот вокабулар е безобразен, неговиот вокабулар е од типа, се извинувам што морам да го цитирам, и ова важи и за Советот за радиодифузија, како се казва, ти да излезеш со кампања, посерете му се на мицковизмот, тоа не е политичка партија. Да. Тоа не се ни уличари, пошто и на улица има некои правила. Тоа е пробисвет. Ти си скопјанец. Зошто не зборуваш скопски? Тој зборува. Па мене ми бега, ја Добро, тоа не можам нормално да и мене ќе ми избега, додржам ми бега. Да. Ова е намерно. Види, тоа што они со као се интенција. обраќаат на млади, тоа да го расчистиме. Повеќе млади гласа и за ВМРО, ПМН, па едно 7 или 8 пати. Ја мислев дека се 10, а после се прерачунав измеѓу 7 и 8, отколку за левица вкупно. Што значи тоа не е нивниот таргет. Тоа само се обраќаат така. Младите треба да добијат функции и така дале. Не може да добијат функции ни млади, ни стари, ни жени, ни мажи, ни македонци, ни албанци, ни турци, ни срби. Може да добие тој што ги исполнува условите и што има најголема доверба, тој што му е дава функцијата дека ќе ја оствари. Јас само да ја потсетам јавност. Ние тие болести ги поминавме. И скупо ги платив. Љупче Георгиевски стана премиер на 26 години. А Бранко? Полека ќе дојдеме до Бранко. Љупче Георгиевски стана премиер на 26 години. Имаше среќа поред него да застане како коалиционен партнер Циле Тупурковски, еден од наши најпаметни политичари, барем последниве 50 на години, кои ја ги памтам. Со искуство во Југославија наставено. Така е. И сега што се случи? 12 пратеника мораше да земе од демократска алтернатива од Циле Тупурковски за да формира влада. Он е премиер со најмалци гласови во историјата на Македонија станат со 315.000. Со 26 години. Дојде милијардата на Циле од Тајван, Љупчо види своја шанса, потоа се продаде за дополнителни $700 милиона Телеком, втора шанса, потпише капитулација на Македонија и се отиде како просечен бизнисмен. Пак ќе те бара сега на дуел. Јас сега да ти кажам една работа која не сум ја зборил. По тие избори, едно лето јас сум во хотел Силекс. Не сум сам. Со Горан Зинго, фамилиарно сме, стариот Зинго и така дале. Значи, куп луѓе, седиме.
Доаѓа човек кој во тој момент е во Охрид, еден македонец кој долго работи во америчка амбасада и разговараме за изборите. Кој Љупчо ги изгуби. Так. Ги изгуби договор со Бранко Црвенковски. И ако Љупчо мисли дека да ме демантира, јас ќе му кажам дека во договор со Бранко пунеа кутии на тие избори, кој Љупчо ги загуби. Зошто пунеа кутии? Да со Љупчо можеше да падне на 230.000 гласа. Бараше Љупчо да има бакар исто или повеќе гласови, 310-15.000, како кога дошол на власт, за да не се отиде како Шекеринска или Заев или овој денешниот, посрамен со 200-220.000 гласа. Се договорија, у 5 сат кутиите се пунеа паралелно. Колку за тебе, толку за мене, колку за тебе, толку за мене, и се дојде дока што се дојде. Бранко начука некои страшни бројки, 400 куста, 500.000 Со гласа. договор, ама ти да победиш дефинитивно. Па не, се гледаше дека ќе победи он. Но овој да не биде посрамен со 230.000 гласа. И се разговараме за изборите. Љупчо го снема, договор со СДСМ да не биде абсент, да не биде гонет, сите задоволни, така. И прашува човеков, кој работи во америчка амбасада, што мислиш колку пари има Љупчо украдено? Ака се правиме слободен разговор. И јас ја пазим, не сум баш неискусен во тоа време, али вака гледајќи колку има пари во буџетот, колку се, па викам, не, јебе, некој 20 милиона сигурно. Не, пријателju, преку 120 милиона. Беше проценката која ја слуштав тој ден. 120 милиона однесени. Тоа е Љупчо Ѓорѓевски на 26 години, кој потоа стана бугарски неформален почесен конзул во Македонија. Идеме ка Црвенковски. Он стана премиер на 29. Стана премиер во 1992, роден е 62, но бидејќи роден во септември, ова беше порано, тука негде 29,5 години. 29, значи. Стана во еден момент кога требаше да се прави влада од техничка во политичка. Так. Првата со клучев беше Клучев, да. техничка влада собрана од експерти, тој како професор на економски факултет беше премиер. Тоа беше услов за да се дозволи да се гласа за Киро Глигоров да биде председател. Инаку не го гласа и немаше мнозинство Киро Глигоров. Стана премиер и како млад стана зависен во скут на олигарсите. Така, Или изврши транзицијата. трансформација на општествениот капитал или на нашите фабрики, погони и така дале на неф, тие му ветија или планира или се договорија дека ќе го поддржуваат политички, дека тие пари ќе бидат и за партијата користени, не партијата да ги добију кеш, но логистика дека ќе бидат. И видовме како траеше сето тоа со 180.000 невработени на крај, создавање на контролирани медии од типот на А1, од типот на неколку радиостаници, со донесување на законот за комерцијални медиуми 95 од Бузлевски и така дале. Што значи, ние млади по секоја цена во политиката се имаме повеќе пати изгорено, не еднаш. Ајде сега да не набројам други примери. Но овие се најрадикални, најдрастични и највисоко поставени. Тоа се коцкањето со сопствената нација, со сопствената држава. Нема млади и стари. И на крајот, сакам да кажам дека Амар не загуби на избори пошто нема факултет. Ја тоа го кажав на вашата телевизија. Во професијата моја имаме новинари како Чомовски, кој никад во животот не заврши факултет. Никола Младенов никогаш не завршил ниеден факултет. Овој стално го заборавам од Либертас, како се вика, никогаш не завршил факултет. Како се викаше? Кабранов. Никогаш не завршиле, ама тие работеле у приватни фирми. Ризикот за нивните резултати од работата и евентуалната загуба ја сноси тој што е негова фирма. Така, или ќе те биде, или не. Ако Нема, не ризикот те не те бива, да. те менјаат. Така, Да. приватна фирма, твој ризик, твој избор. Така. Но ова не е приватна. Но ова е фирма. 120 милиона евра градски пари, дели државни, ностоп државата Так. донира в град Скопје, и јаче од 120, за некој Амар на 26 години, да стане градоначелник, ти да му ги оставиш 120 милиона, да прави он што ништо знае. А не знае ништо. Не знае ништо не затоа што нема факултет. Што не работел ништо. Никогаш во животот не работел, никогаш не стекнал занает, никогаш не стекнал работно искуство. 120 милиона. И сега овој главен на сектава, Апасиев, кој ќе го стави градоначелник, хипотетички, ќе се понаша исто како со СЈО, како со париве што ми ги дава Хари Костов да купи, како се вика, деловни простори 700 евра квадрат, значи он е дужен на Хари Костов и СДСМ до смрт.
нешто што кошта 3-4.000 евра деловен простор у центар, него му е даено кредит за 700 евра. Дека е убав. Па сигурно многу бил убав. Едно 4 пати поише од било кој човек, бидејќи 4 пати поскап е тој деловен простор него што он го купил. Тоа е македонската политика и сега не можеш ти 2 пати, 3 пати се сопнуваш од ист камен. Не можеш. Така. Сите очекуваа латас на пресконференцијата Филипче да соопшти кого ќе разреши, бидејќи самиот си кажа веднаш по оној дебакл катастрофален вечерта дека нема да биде тој кој што ќе даде оставка, затоа што премногу кусо време бил на функцијата, работел на консолидација на партијата, ако консолидацијата, резултатот е изборите и нивните резултати, не му оди баш консолидацијава, но еве, наместо да го направи тоа, тој наспроти сите очекувања имаше и квадбе и човеков можеби ќе биде доволно доблесен, ќе си даде оставка, иако најави дека нема луѓе, дури и така верува, тој излезе и рече Европската унија ни даде најлош извештај досега во историјата, што не е точно, и друга работа, бугарите дека оваа влада не е добро поставена затоа што не може и не знае да ги внесе бугарите во уставот. Нешто што ги донесе до ова дереже, мислам, не го сватија филмот, не ја разбра пораката на народот. Јас имам кога со тие бугари во устав. еден краток одговор на тој првиот дел и еден средно дугачок на вториот. Повели. Првиот. Не дека јас пишувам во Вечер МК порталот, ама стварно најбољи наслов за дента, вечерта имаше Вечер МК. За Филипче, вика, оставки примам, оставки не давам. И тука све е речено. Све е речено. Јас не би го анализирал понатаму Филипче, бидејќи нема што да анализирате. Разбираш, ти сега ми даваш пустење и ми викаш, види колку вода можеш да извади од ова. И сега еднаш, два пати, три пати ќе пробам, не ме тере со години да боцкам во пустињава да барам вода. Кога природно е невозможно да ја најдеш. Тоа е за тој дел. За другиот исто немам некој голем одговор. Што сега прави СДСМ? Значи сите мандати кои СДСМ ги добил на пазарање со странци. Сите. Така. Црвенковски 92 стана премиер за да изврши приватизација. Пуни беа рекламите од АЕДН и од нивните вестници, потоа создадени од Фрчковски, као што е Дневник, као што е Утрински вестник и Вест, негова иницијативата. Парите за некој од нив дојдоа првите од МВР, вторите дојдоа од Сорос, фондови за печатење неповратни, значи само го буфта со пари, уништуваш конкуренција, овој само продава. 5 денари се продаваа нивните вестници, 10-20 денари другите. И беа од почеток до крај против ВМРО ДПМН. Секогаш. Значи не постои фаза у која овие вестници биле неутрални, секогаш биле против ВМРО ДПМН. И затоа се и создадени. Но значи Црвенковски дојде и да изврши приватизација. Му се погоди као кес на 10 со овие договор, стајте ме премиер, ќе ми бидете логистика, европјани ви ги задоволувам, правим приватизацијата, 94-та он останува на власт на избори. Молим лепо. И Лјупчо не излегува на избори. И Лјупчо не излегува на избори случајно и се случува Перо Гошев му дојде, му били коалиционен партнер, последниот председател на СДСМ, на Сојуз на комунисти на Македонија, на југословенска функција, бидејќи беше друг формал, дојде да прави со Лјупчо коалиција, комуњарава, пар екселанс, значи со функција Перо Гошев, дојде со Лјупчо да се бореле они против Бранко Црвенковски, нели? И се откажа после. Исто така случајно. Рекоа не учествуваме. И се направи најлошата транзиција, не, се смени. се направи најголемо мнозинство. Да. Кој можеше да ја спроведе приватизацијата и со решавање на устав, кај што се бара поише од 80 пратеници, и оперативно. И 600 судии си ставија во еден ден. 2000. Укупно ни цела Македонија суди и судски помошници, службеници и така дале. На една седница. 2000. Масо. Во судовите промени 2000. И обвинителство. Се идеме дале. 98 Лјупчо некако добива благодарејќи на Васил Тупурковски, Циле. Кажувам со Киро Глигоров, од таа генерација наши политички врвови. Свиđало се тоа неком или не. Доаѓа на власт, 99-та почнува војната во Југославија, бомбардирањето. Некој треба да прими 300.000 бегалци од Косово, спремани за бегање, кој не бега у Албанија, бега у Македонија. Збориме како бројки неспоредливо колку у нивната матична земја избегале, а колку у Македонија. Лјупчо нормално си ги прими. Лјупчо даде логистика за НАТО бомбардирањата во Македонија во секоја смисла и доби мандат. Прашање е дали Црвенковски би се нафатил на тоа.
Второ, војна не се пре за 15 дена. Ти 2 години по стапување на должност имаше војна во бивша Југославија. Така, значи некој војната порано ја планирал и некој му требал лик као Љупчо Георгиевски од Марс паднат на 26 години да го внесе, да ја потпише све и да го остави кешот да го собери да си оди. Делчево без леп да го јаде, остави да. кешот да си го собери и оди као што направи Заев, Тако само Заев во 500 многу поголеми дена, бројки. Така. Да, Љупчо направи помала трговија со националните интереси отколку што Заев. Зашто овдека и да не кеше Љупчо кој ќе слета на тоа авионов у Петровец, ти што ќе му кажеш? Не слетуј. Завршена прича. Али успут ако можеш да се окористиш нешто, не е лошо. Тоа е тоа влегување. Во војната македонската армија и полиција добро се бранеше и добро се бореше до мај. До мај, до крај на април, додека се направи мешана влада. Доста Димова стана министерка, пошто работите да се менјаваат. Ако малце следиш, а имаш архиви, ја имам и вестници што се чуваат и ги имам библиотека. Пак иди на ниски фреквенции. На било кој избори, кој ќе затреба, таман ќе рече граѓанинот, а биве бугараши во двомора, не можам да ги гласам, и таман ќе почне некој да ја реди ситуацијата, дека се тоа македонски пред се и тако дале, ќе скочи Доста Димова со некој ултра поробугарски тези као се Љупчо и ќе ти отидат 5-6 гласачи, ти па губиш избори. Случајно. Или ги добиваш со помал број. Све спонтано и случајно. Да. Све спонтано. Љубен Пауновски беше министар за одбрана. Љубен Пауновски не се согласи надвор од тендери на рука да се плаќа од тогашна Украина набавка на оружје. Не се согласи. Љубен Пауновски заврши у затвор. Усред мандат. Ни крив ни дужен. Еден фантастичен лик. Јас го знам и него и со жена му сум работел увечер. Двајцата се ликови на место, како ти кажам. Ни Честно пари, ли? ни бутури, ма какви. Доста Димовска е презна функцијата, парите од Телеком ги снема. Во април се направи широка влада, ничем изазвано. Да. Војскава наша не губи ни територија, ни иницијатива. Така. Ничем изазвано. Бучко министар за одбрана, Тенковски Така е, сите три клучни функции, значи одбрана, војска и која беше третата, ги зема СДСМ. Финанси, кој беше? Па не се сеќа, ама клjuč, војска и, како се вика Бучко, војска ова на дворешни работи. Ти со странци ја преговараш, НАТО, мато, примирје, мир, овој војската ја тера напред и позаед. И ние со Мирка Вилјановска, сведок уште е жива, здрава и нормална, го прашуваме Бранко, дали е вистина дека Љубе Бошковски ќе добие ресор полиција? Никако, речева, никако. Тама работи со сите оние карактеристики на Љубе Бошковски, да не го вреđам, ја го вреđаше Бранко, но тоа беше на недела пред изборот на владата. Љубе Бошковски стана министар за внатрешни. Човек кој е спремен на све за кеш, што го видовме на снимките. Кој од Маноли зима 100.000 евра. Од Грк. И со тој состав направи капитулација. Идеме сега понатаму. Заев треба да дојде на власт. Заев со сите шарени револуции ги изгуби изборите. ВМРО имаше повеќе пратеници. Но мораше да дојде на власт. Без 61 глас во собранието се конституира парламентот и се избра влада. Без 61 глас. Светот молчеше. Како во Романија и во Молдавија сега што гледаме дека се случуваат работи од кои Европа никад не би ги дозволила кај себе. И треба да се срами. Така е. Пак некој од странците трговски бизнеси за нив. Они се навикнати на тоа. Направа за таа влада без избори во собрание и без победа на избори да стане власт. Сега што прави Филипчи? Филипчи сега нема платформа, нема ни кадар, разбега ни кадарот у СДСМ. Он дава нова понуда. Ало Брисел, Да. дали се чуемо? Така, Да. така, да. Ја ќе Да ги го внесам фатат на бугарите радарот, устав. да. Само тргни ги овие. Ја ќе ги внесам. Ја ќе им дам се што барат, само тргни ги овие. И дај ми шанса да ги поапсам, да ги гонам, да све, само ја да бидам на власт. Ар нам Европа сега, на ало, не може да се сврти, има други проблеми. Не ја интересира многу овој. Така. Има Има други Украина, планови, има- други обврски, ба, ти цел свет ја проблем. И сега овој ја остана Енергенци, сироче пари. без мајке. Да. Понуда има, одговор нема. Подршка нема, на терен искача, губи. Од една левица. Од една левица. Четврти во Скопје. Организирана како Да. секта. По градоначалник, пети по советници во Скопје. Сега. Да, Така, да. Скопската партија така беше. Да,
Да. Така беше. Па пола гласачи, нивни се бивши пензионери, бивши вработени од државна администрација, нивни и нивни деца, по најубавите згради у градски зид, на Водно, Тафталиџе и така дале. Тоа е вака линијата на која центарци, на која скопјани гласаа за СДСМ. Кај што се становите на бившите професори, наставници, државна администрација, јавен сектор и така дале од времето на СДСМ. И нивните деца што ги наследиле становите. И са ние, што не сме од Водно, сме од другата страна. Така, што имавме родители, стечајци, технолошки вишоци и се. Имаме уште време во првиот дел. 3 дена Ватас мина од изборите, од вториот круг. Го видовме оној погром што се случи, еве, ти беше и на отворените програми и се, но еве, после 3 дена слегнаа работиве. Што реално според тебе се случи, бидејќи се појавија многу победници, многу смешни, тажни приказни? Ја како номинар, сега ти сме колеги и се били и тој сител. Да. Не размишля за тоа, дај да не губиме време. Мислам, тоа е бајлак муавет. Така. Она за Бугарија го прескокнавме. Дали водата е мокра, победник е тој, се мери. Втор е тој, се мери. Трет е тој. Ама зашто изгубила Барселона, зашто изгуби Реал сега од Ливерпул кој е у криза? Изгуби. Так. Свирна судијата, ама види се анализи ќе прави. Брат, 1-0 заврши. Си одиш у Мадрид као губитник и чао. Така, а не па 55-6. Јас за ВМРО поише сакам да зборам. Значи за новата власт. Новата власт сега треба да ги координира своите динамики и својот ментален склоп кој во владата е докажан. Зошто викам дека е докажан како позитивен? Зашто доби над пола гласови во Македонија. Може ти, комшијата, да мислите што сакате, оваа влада, како ни една денес во Европа, единствена доби над 50% подршка од гласачите. Влада зборам. Значи, 6 општини заедно со коалиција. Не. Влен, знам како сакаш гледа го. Советници, гласови, градоначалници не бројам тоа. Так. Па види, социјалистичка партија има градоначалник. Так. У Кратово и еден кој можеме да го сметаме како заеднички со ВМРО, бидејќи пријател со двете партии, како да кажем, во Кочани. Па Левица е едина партија која нема градоначалник од 2006. А е победник. Па не га победи, дај Боже вака да победуваат секогаш. Да. Еве идната јас сега ќе потпишам дека дај Боже вака да победите као нови избори. Владата даде пример, даде динамика. Во владата сега треба да има некои промени, пошто има тајни агенти 007 во владата. Се ти кажеш што се тајни агенти, кој е тука кодош, кој е тука предавник, зашто тоа за ВМРО е вака често во вокабуларот. Не такви агенти. Имаш луѓе кои се невидливи во владата. Значи, треба да изврши некоја работа на прво ниво, на второ, дали е министар, директор на некој од јавни институции кои владата ги води или што е да е, нив ги нема, се шлепуат па овие кои трчаат и кога треба да се дели успехот, сите се настават, сите браво, еве, ние успеавме. Не. Тука има градација. Вие што сте агенти 007, тајни, што никој не може да примети во владата, тоа се однесува на луѓе кои не можеш да ги приметиш во власта, не во владата, пардон. Треба да отидат на други функции или на други места или надвор од влада. Треба мнозинството кој веќе диктира темпо да добие нова крв. Немам никого поединачно глава кој е добар, кој е лош, они си ги знаат меѓу себе задачите што си ги даваат и списокот на извршени работи. Дали се добри, дали се лоши. Битно е, 50 градоначалника на ВМРО кои беа до сега, нема коруптивни скандали? Нема. Тоа с Фейсбук не рачуна. Коруптивен скандал. Документ и барем кривична пријава. Барем. Оваа влада година и пол нема ни ништо од тоа. Треба тоа да се продужи. Втора, владава диктира крупни резултати, има крупни проекти. Овие тајни агенти 007 не може се носат со нив. Затоа што тие ги има во сите министерства. И викам, не мора да си министри, може заменици, помошници, директори на некој од институциите кои се во надлежноста владата. Тоа се очекува од нив и се очекува прво, најважно, реформи во право судство. Так. Зошто? Зашто секоја корупција се стимулира или дестимулира во суд. Само во суд се дестимулира корупција. Можете вие што сакате да им наредите на вашите министри, заменици, помошници, све до последниот, така? Ма да ви потпишат и гаранции, ма да гарантираат со станови, со живот, со 2 кила крв, ништо не важи. Само судот, која ќе постапи заради корупција, тогаш можеме да кажеме дека корупцијата почнува да се намалува. Ниедна власт не е имуна на корупција. Ни во Америка, ни во Велика Британија, ни во Германија. Не е ни кај нас. Но битно е
Дали ви правите корупција, како што Филипче правеше во здравство, поради која умираат без вакцини стотици, ако не и илјади луѓе, или правите корупција нешто што не носи општа штета на општеството. Бевме на дебатна емисија со Јани Макрадоли, он спомнува за не направила владата, немала во буџет за нов клинички центар во Скопје пари. Па вика, зашто не го направивте вие за 7 години? Не, зашто не го направивте, пошто никад не кефте да го направите. Владата на ВМРО ДПМН, готов проект, даде на италијани да менаџираат со проектот збор. Така. За 66-7 милиона, 70 да кажеме. Така, за 70 милиона клинички центар Скопје. Доаѓа сега само на власт. Клинички центар Скопје 500 милиона. Да. И нивната идеја е проект. 500, не, три локации се бара Зеленико, односно Петровец, Драчево, како се вика Ѓорче Петров, и Злокуќани. Ни проект, ни ништо не видовме. 500 милиона, велика прича. Но Италијанов тужеше. Така. Што ти си потпишал договор дека ќе менаџира проект за 65 милиона. До сега мислам дека се наплатени помеѓу 2 и 3-4 милиона, кога што читам по ова, и мислам дека уште 5 владата веројатно најмалку ќе плати ако се договорат. Ако не, мислам дека над 15 милиона евра нивното побарување. Значи, ние плативме 3-5 милиона само затоа што го раскинале проектот. Гркот, кој го градеше клиничка болница Штип, не ја изгради, ја остави у недовршена карабина, фирмата отиде у стечај, ама Филипче му плати по негова варијанта 2, по папирите 5 милиона на Гркот. Пази, он му плаќа, овој напушта градилиште, ништо не направил, потпишал договор, ти на него му плаќаш милиониве, зашто? За да ги делите у Солун. Така. Имаме уште теми за отворање, мораме да одиме со кусиот блок реклами. Со нас е Ватас, се враќаме веднаш по рекламите. Бидете со нас. Се враќаме во за или против, мој гостина Драган Павлович Ватас. Зборувавме за она што се случуваше на изборите во македонската опозиција, да зборуваме малку и на она што се случува во светот, но и одразот каков е врз Македонија. Не зборевме повеќе за после изборите, да не мислат луѓето дека сега 3 дена само за изборите ќе збореме. За изборите зборевме колку 3 минути. 5 минути. Реално, другото беше многу по-тазе така. Но еве една најтазе работа, повторно, Молдавија, Украина се подобри од Македонија на европскиот пат, ги испофалија. Ние не сме биле заради тоа што не го исполнуваме тоа што сме требале да го исполниме и сме го ветиле, ние го вети тоа Заев, односно неговата марионета Ковачевски, нели, без никаков легитимитет во влада која што паѓаше веќе и сите тие работи, па ги менјаваат и текнува албанските партии. Ај формално да одиме. Ја сум легалиста. Што и да искочи на крај, кога се го спровел по легален пат, мора го прифатиме и да се договориме дека ќе спроведе. Значи, прво, преговорите со Бугарија беа тајни. Пардон, што е прво прегазување на прописи и начин однесување во политика. Толку од легализмот. Кога опозицијата на ВМРО ДПМН и КУП, ние као новинари баравме да видиме што се преговара и зашто се преговара, не мора деталите, да дипломатија, нели? Тие рекоа, државна тајна е, не може да ви кажеме, ќе ви кажеме кој ќе заврши. Кога завршија, излегоа со папир, како што е. Не сакам ниеден македонец да се љути на грк и на бугарин. Не може да се љутиш на казиното ако син ти е искоцкал куќата. Син ти е крив. И немој да идеш кај во казино, те молам, врати му ги парите, па што тоа е казино. Така исто и овие двајца. Твојот син потпиша, твојот син го направи тоа, и нас, Заев, и овојот Куманово, тогаш е вршител на должност на премиер, бидејќи он никогаш не бил премиер, може само примал премиерска плата, но никогаш, ни по квалитет, ни по разум, ни по интелект, ни по ништо. И по действувањето бидејќи се му беше наложено. Ништо, он со жена му направи, со кумли му е тој фирма за струја. Друго нешто што свртеа, зашто треба да се бават наши во органи сега по реформи во судство и во обвинителство. И се надевам дека ќе се бават. Ќе се бават, ако не се бават они, ќе се бавиме ние, па ќе презентираме на јавноста и на обвинителите и на партиите на власт документи. Па нека мислат они зашто го штитат Таче. Има за него документи, има. Сериозни документи. Да се вратиме на темата. Светот се менува. Ние не сме тема во Европа, нити ќе бидеме. Ова Европска унија, слушајќи го францускиот претседател Макрон, е при крај.
он најави внатрешни реформи со поставување 3 нивоа, значи староседалци, новодојдени, меѓу кои Бугарија, рецимо и Румунија, и најнови кои ќе бидат таму посматрачи. Да. Посматрачи без право на глас. Да. Значи ќе седат, ако остане нешто од нашиве прв, втор буџет, ќе ви даеме нешто трето, ако не до година па сега. И без право на вето или било каков Без глас. право на глас. Да. Значи тоа све кажува. Тоа е Да. иднината на Европа. Ако некој мисли дека знае повеќе од Макрон, овдека во македонска јавност што ќе биде со Европа, ја ќе му симнам капа и ќе се извинам. Ама мислам дека Макрон знае повеќе и од тебе и од мене и од било кого у Македонија. Што ќе биде со Европска унија? Што ќе биде со Европска унија најавува и американскиот претседател Трамп. Дека ќе биде хаос у кој треба сами да се сногите, решавате и си ги плаќате своите планови и грешки. Ние може само да ви продадеме решенија и некој оружје да ги даете у Украина. Тоа е америчкиот план. Европјаните у сите области губат, вработеност, даун. Прилив на граѓани на штедни влогови, даун. Индустрија, паѓа. Странски инвеститори, паѓа. Штрајкови, растат. Долгови на граѓани, растат. Долгови на фирми, уште повеќе растат. Фирми се селат во Соединените Американски држави зашто им нуди Трамп подобри услови за делување. Изолирани од Кина. Нема газ, нафта, минерали и енергенци од Русија. Американците ги продаваат по многу поскапи цени, а сега веќе толку е голема побарувачката, бидејќи Трамп е мајстор, па им наметна на сите дека мора да купуваат американски течен газ, па сега не може да стасат европјани и за нив. Хаос. Хаос. Македонија никад нема да влезе во Европска унија. Ова сум кажал пред 25 години на ТВ Дневник на Сител прв пат. И 25 години го верувам. Во оваа Европска унија Македонија нема да влезе никогаш. Но треба да влезе во било каква Европска унија заради нашето правосудство, обвинителство и државната администрација да има кој да ја контролира одозгора. Да не биде брат, братуче, стрина, тетка, овој му е продав колото, што ми ги дава парите, сега ќе ми помогне у суд и такви ствари. Не, да има некој кој прави супервизија. Само заради тоа. Ние сме во НАТО. Главната работа е завршена. Опасноста дека некој од соседите или некој трет ќе не урне као држава е обезбедена на најдобар можен начин. Може има подобри, ама за сега не. Светот се менува скроз. Ние е последица од све. Кој мисли дека светот го осозна од социјални мрежи, од глобални медиуми, било да се од Лондон, било да се од Париз или од Соединетите Американски држави, се лаже. Социјалните мрежи се измислени за бомбардирање на мозокот. За негов замор и потоа нудење решенија за кои ти не можеш да размислуваш. Јавно поставам прашање. Можда некој има попаметен од нас, нели удржава. Имаше листа Forbes. 500 најбогати луѓе во одредена година, така? И они знаат, податоци добиваат банки, новинари, централни банки и свашта. Фирмите колку им се богати и се оженил, жена му земала пола пари, све тоа следат Forbes. И така едно 3 децении, рецимо, ние гледаме листа од 500 најбогати луѓе. И сега те прашам, зошто никогаш, ама никогаш, меѓу 500 најбогати луѓе во светот, ги нема Рокфелер и Ротшилд? Зошто ги нема? Да. Зар ти мислиш дека овој 500-тиот, некој дебел рус, што има систем маркети у Русија, е побогат од Ротшилд и Рокфелер? Не, он е побогат од нив. Не е побогат. Не е побогат. Да не штрчи. Но треба да го има, за да збориме за руски олигарси и да ги замислиме дебели, мрсни, со 20 години помлада жена, некоја бивша мисица, е тоа е стереотипот за нив. Не, овие ги нема, затоа што не ќе да ги има. Овие создале, делувале како политички најмоćна економска сила и центар во Прва светска војна, во Втора светска војна, еве ги во Третата. Но нив ги нема во листата која ние треба да ја знаеме преку Forbes. И колку има такви Рокфелери и Ротшилди што ги нема, што не ги знаеме, и сега некој, као Венко Филипче, или Љупче Георгиевски, ќе дојде и ќе ти каже политика, ние треба за Европа ова да направи. Абе, следи пред што се дешава. Читај и други ствари. Читај и историја.
Ништо ново не се дешава што историја Европа не се случило. Ништо. Кај тебе, кај Бетмен, овде седи Геро, овде седам ја, таму седи Бетмен. Кажав пред повеќе од година дена. Гледај што прават германците во Европа. Која германец ќе реши да се наоружа, тоа е изузетно опасно за Европа 150 години на назад. После од 45-та до денеска има некои 70 години од прилика говорам, им беше забрането производство на оружје по нивни проекти, него колку можат, и излегување од Германија. Сега Германија има база у Литванија со 5000 војници. И Rheinmetall е најбогата фирма која произведува тенкови, менкови и све што е за рат. Попрво во Европа ќе го видиме пукањето, отколку кон Европа, од кога и да е Трамп, ако бараше ниски фреквенции, тоа го збори година дена. Година дена. И да знаат граѓаните, Европска унија не ја создале ни французи, ни енглези. Ја создале американци. Зошто? За да нема нови војни. Так. За да има централен газ да горе, да нема нови војни. Додека Америка беше стабилна, заинтересирана, дури Кина не почна да ја подкопува, економски, а од таму и со влијание во светот, беше фокусирана на Европа и немаше опасности, немаше Rheinmetall, немаше германци наоружени до зуби. А тоа знае Европа што значи. Не, сега имаат други проблеми они. Индија е веќе милиарда, пета економска сила е во свет. Русија остана у први 10. Најмалце вработени, во време на војна, плата, однос и што за твојата плата може да се купи. Тоа се рачуна. Има друг фокус. И сега ти мене ме тераш да со Бугаров го ставам устав. Потпишам немање македонски национален идентитет пред 45-та, за да влезем во Европска унија, а она ти вика не те примам. 2030 јави се, сега сме 25-та. До 30 ќе се смени филмот уште 30 пати. Па прашање кој ќе биде градска државна власт, кој ќе биде во Европа до тогаш. Ние вчера имаме избор на прв муслиман од Уганда за човек, за градоначелник на Њујорк, роден во Уганда. Зохран. Еден ден потоа, човекот за разлика, он е млад, 36 години има, но не е затоа што е млад, човекот е магистар. Човекот има минули рад поди себе, син на академик, на професор универзитетски и во политиката е долго. Веќе денеска имаме закани еден кон друг со Трамп. Он му се заканува со соборување и апсење, овој му се заканува со ревизии на... Оти тој не е само демократ, он е демократски социјалист, прецизно. Значи он се бореше со српи чекане на насловната страница демократски на New York социјалист, Times, да. демократски социјалист. Да. И сега они уште првиот ден почна меѓу себе да се заканува да се треба. Тоа ќе се одрази на нас секако. Ние паѓаме надвор од фокус. Македонија може да се надева на нешто кога светот има рамна линија. Се е мирно. И онда некоја Македонија со 2 милиона, па немаме ни 2 милиона жители. Со 1.800.000 жители, нема ни море, 500. нема ни рудници, аутопат дури сега правиме, за да има тенкоја евентуално као војна кај да поминат, или ние да правиме фабрике. И по чему он ќе размислува за тебе? Сите теми кај што постои услов на Европската унија за влест, треба да се одработуваат, да се сортираат и проследуваат далje на реализација, но не може да бидат приоритет над вработување, над плата, пензија, како Србија одржувале власт. Па евете го Вучич, 5% зголеми плата на сите, образование, здравство, војска, полиција. Овој јавен сектор, клучниот е што е. 12% на пензионерите, сега од нова година, од 1. јануар наредна година. И тоа е власт, тоа е власт. Да ми функционира здравство, образование, војска, полиција, плата, пензија. Тоа е власт. Како гледаш на ова што го прават европјаните, го толкуваат овој извештај веќе како еден момент на алатка за притисок врз Македонија, дали Ама нема што ќе притисок, пази, едно од главните точки е немате реформи во правосудство. Да. Едно од главните точки. А ние сите знаеме зошто ги немаме. Па ги немаме затоа што Европјанинов за време пред изборите не даваше да има реформи. Зошто не даваше Европјанинов да има повисоки плати за нив? Не. Ништо не е случајно во политика, као што за Росил и Рокфелер ти рекол. Ништо не е случајно. Он што ти вика? Ние очекуваме реформи во правосудство, бидејќи секој дете, прва година факултет, или секој човек што има дуќан, мало, знае дека корупција се запира на суд. И полицајци да те фати, може да те држи ден-два. Обвинител ќе отиде папирот, ќе го
Рече, по друго кривично дело, кривичното дело у суд кој ќе ти даде 6 месеца условни, чао. Те ставил под дело кое не си го сторил, под поблаву и така дале. Значи тоа го знае секој. Што прави центарот кој треба да им помогне на СДСМ? Не ти дава да смениш јавен обвинител. Не ти дава да влезеш во обвинителство кај што има крадење, кај што овие 10 души што украле милиони кусур од СЈО. Па дури едната од нив се пријавува да биде судија за човекови права во Страсбург. Замисли која ароганција. Значи Европа не ти дава да правиш реформи со кои ќе намалиш корупција. Народот станува незадоволен и вика, аха, Мицковски се договорил. Аха, не гласам за него. И те става тебе на столб на срам, а ти не можеш да речеш Европа не дозволи, затоа што ти си премиер или министар и не можеш да се повикуваш тоа нешто што е дипломатска размена на ставови. Така, можеме ние као новинари, но тоа не е доволно. Сега, откако завршија изборите, сега они вршат притисок, правете реформи во судството. Сега и ние вршиме притисок. Ама има едно пусловче, се вика резултати од избори, им викаш, дечки, гласот на народот е со мене, така. Да, ама народот се бара реформи први во судство. Нема запирање на корупција. Ке има корупција и во ВМРО ДПМН, ако не направиш реформи во судство и правосудство и полиција добра. И обвинителство. Ако обвинителство и правосудство работат како сега, ќе се најдат ВМРО-ци кои брзо ќе направат, брзо ќе научиле кој се купува и кој се продава. Ги имаат по список, по имења, кој не ги научил, ќе ги научи за 5-6 месец. И ќе влезат у ченч. Ќе бидат замена за ДУИ или замена за СДС. ВМРО-цов ќе дава, они ќе одбиваат обвинение. ВМРО-цов ќе даде, ќе му дадат обвинение кој не соодветствува со делот. Судијата првостепена и кога ќе дојде на апелација, која СДСМ и ЗАЕФ ја држат под 120% контрола, тогаш е се чисто. Се чисто. Се е чисто. За да нема ВМРО-ци кои ќе влезат у тој степен на корупција, дај реформи. Мислиш дека ќе се направат? Најавата е таква. И од власта и... Верувам дека да. Имаат и одврзани раце и ветер во едра што се вели после избориве, да. Имаат подршка кој ќе станат и кој ќе легнат, нека бидат свесни. Имаат подршка повеќе од 50% од граѓаните. И дека ниеден премиер на ниедна влада во Европа нема таква подршка. Не е тоа дадено за џабе или зашто некој е убав. Дадено е заради минули рад и на локално ниво, и на градско, во Скопје, кај што ВМРО има надлежности, значи во Советот, тоа што Данела на изборка се отиде, очекувам и за незе да има соодветни истраги, и особено на државно ниво. Владата беше репер за овие избори. Владата. Затоа што од кисела вода никој не викаше Орце е градоначелник на ВМРО, ама градоначелник не, он е на ВМРО. Првен на ВМРО, па после се друго. Затоа ВМРО мора да го спроведе, макар 2/3 од ова што граѓаните го гласаа. Не ти е симптоматично што Беџети Блерим си замина заедно со Данела во исто време? А кај отишле? Па не, тој нели се повлече од функцијата. А мислев дека заедно отишле. Не, па си замина од функцијата. Се шегувам. Не мислам ништо двосмислено. Ти благодарам. Само прашувам. Така, ти благодарам што беше мој гост. Благодарам и на тебе. Ми беше чест, како и секогаш. Благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.